Здраво, дечиња! Јас сум учителка Роса од детската градинка Корчагин. Денес ќе учиме за 5 сетила. Моите 5 сетила. Денес, дечиња, ќе можеме да научиме нешто повеќе за сетилата. Вие секојдневно ги користите во вашиот живот. На оваа фотографија може да забележите едно детенце кој што со помош на сетилата може да го помириса цвеќето, може да го види виножитото, боите на виножитото, да го слушне тапанот, звукот на тапанот, да го вкуси сладоледот и да ја почувствува водата. 5 сетила. Човекот има 5 сетила и секој од нив е многу значајно. Сетилата ни помагаат да го доживееме светот околу нас и не заштитуваат од разни опасности. Нашиот мозок ги контролира сите 5 сетила, дечиња. Драго другарче, ти имаш очи за да гледаш, имаш уши за да слушаш, имаш нос за да мирисаш и имаш дланка за да чувствуваш. Сетилото за вид. Сетилото за вид, дечиња, се наоѓа во нашите очи. Очите, дечиња, го представуваат сетилото за вид. Со очите можеш да гледаш многу нешта, дури нешта кои се многу далеку, а не можеш да ги допреш со твоите рачиња, како например облаците кои лебдат во воздухот. Можеш да ги видиш боите на предметите, нивната големина, а дури можеш и да знаеш дали предметите кои те окружуваат се движат или мируваат. Се разбира доколку тие не се скриени. Окото е најважното сетило, бидејќи со него примаме 90% од сите информации во околината. Се што не обкружува и се што е околу нас можеме да забележуваме. Сетилото за слух ни овозможува да слушаме. Тоа, дечиња, се наоѓа во нашите ушиња. Можеш да слушаш многу звуци внатре и надвор од твојот дом. Некои звуци се многу силни, а некои па едва можеме да ги слушнеме. Постојат остри звуци, како свирката на автомобилот, и длабоки и рапави звуци, како сирената на бродот. Доколку толку време слушате, некој многу силен звук може да ви се оштети слухот. Затоа, другарчиња, вие слушајте си само убави работи, пријатни за вашите ушиња. Што можеме да слушаме со ушите? На овие фотографии можете да видите како нашите уши може да почувствуваат, да слушаат како пилето пее, да ја слушнеме виолината, да слушаме музика, да слушаме како колата свири, сирените на колите, пилињата, плачот на бебињата. Сето тоа ни го возможуваат нашите ушиња. Тука се наоѓа и сетилото за мирис. Сетилото за мирис е сместено во нашето носе. Дали знаеш каде се наоѓа, другарче? Во нашиот нос. Со него можеме да распознаваме 1001 различен мирис. Мирисот на лимон, на цвеќето, мирисот на сирењето, на бомбоните и многу други мириси. Некои мириси се мош непријатни, а други се воопшто непријатни и не се убави. Зошто можеме да мирисаме со носот? Што можеме да мирисаме со носот? Можеме да ги мирисаме цвеќињата, ливадите, парфемите, храната која што ја внесуваме. Се, другарчиња, можеме да мирисаме и да чувствуваме со нашиот нос. Сетило за вкус. Со сетилото за вкус можеш да разликуваш многу различни вкусови. Врвот на јазикот разпознава дали нешто е сладко или солено. Страничните делови на јазикот ти овозможуваат да ти кажат дали храната е кисела, а задниот дел од јазикот забележува кога нешто е горчливо. Што чувствуваме со јазикот? Со јазикот чувствуваме кисело, солено, благо, горчливо, вкусно.
неубави работи кои што не ви се допаѓаат. Сето тоа може да го почувствуваме со сетилото за вкус, нашиот јазик. Сетилото за допир, дечиња, се наоѓа во нашата кожа. Допирот е сетило кое се содржи во кожата, која го обвива целото наше тело. Со твојата кожа можеш да претпоставиш какви се нештата кои те обкружуваат, дури и без да ги гледаш. Со нашата кожа можеме да почувствуваме топло, суво, влажно, мазно, рапаво. Што можеме да допираме со раката? Со раката можеме да го почувствуваме боцките на кактусот. Потоа можеме да го галиме мачето. Можеме да почувствуваме ако е нешто топло и непријатно. Можеме да го гушнеме своето другарче. И така, дечиња, ајде преку игра да провериме што научивте за сетилата, каде тие се наоѓа и зашто се ни служат. Сетилото со кое ќе осетиш дали зајачето е меко или тврдо. Ајде, другарче, сети се. Кое е тоа сетило? Сигурна сум дека знаеш. Ти веќе го погоди. Тоа е сетилото за допир во нашето раче. Кое сетило ќе го употребиш за да кажеш дали на небото има облаци? Ајде да се сетиш. Размисли убаво. Кое сетило ќе го употребиш за да можеш да ги видиш облаците? Точно, другарче. Тоа е сетилото за вид, се наоѓа во нашите очиња. Кое сетило ќе го искористиш за да кажеш дали храната е кисела или солена? Ајде, размисли убаво. Размисли. Точно, другарче. Тоа е сетилото за вкус, се наоѓа во нашата уста, на нашето јазиче. Кое сетило ќе го искористиш за да кажеш некому дека има убав парфем? Ајде, размисли. Јас сум сигурна дека вие знаете и веднаш го погодивте. Точно, сетилото за мирис во нашиот нос се наоѓа. Со носот можеме да почувствуваме кога нешто мириса многу убаво и пријатно. Кое сетило, драго другарче, ќе го искористиш за да знаеш што ти зборува твојата учителка? Кое сетило да е? Дали се сеќавате, дечиња? Сигурно дека се сеќавате. Тоа е сетилото за слух, се наоѓа во нашето уво. Со нашите ушиња ние ги слушаме сите убави, пријатни, па и помалку пријатни зборови. А вие, дечиња, со вашите ушиња можете да слушате учителката, мама и се што ве обкружува. Затоа останете во добро расположение, користете ги сетилата за да можете да уживате во вашиот живот. До видување, до следното видување.